Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изборната кампања ја започна во Преспанско-Пелагонискиот регион. Најпрво со митинг во Демирхисар, па Могила, Новаци и Ресен, а потоа и на плоштадот Магнолија во Битола. Партијата ја представи својата програма под мотото за живот во сите општини. ЗАЕФ од Битола испрати порака до граѓаните дека Македонија се менува и дека ќе биде достојно место за живеење. Борбата за живот ја продолжуваме вечерва од градот на Конзулите, па ни секое село, секој град и населба во ова наша убава Македонија. Денес од вас повтор, исправен овде во Битола, ја барам вашата подршка за да живееме подобро и достоинствено. Кандидатката за градоначалник на Битола Наташа Петровска порача дека живот во Битола мора да има. Овие избори се избори за Битола поинаква, поубава, посреќна, Битола перспективна, Битола за сите. Ке направиме гасификација по примерот на Струмичани. Нови зелени паркови, велосипедски патеки ке станат наша реалност. Ке направиме организиран сообраќаен режим и достапно паркирање, но не како денешново. Се за почиста и поубава Битола. Ке го реновираме офицерскиот дом. Пред битолчани се обрати и носителот на листа на советници Валентин Груевски, кој рече дека борбата за победа на изборите е веќе започната, а на 15 октомври ќе се стави печатот на победата на Наташа Петровска за градоначалник. Советот ќе биде поддршка за новиот градоначалник, но и колектив на нејзината работа и на работата на општинската администрација. И јавно ветуваме дека интересот на граѓаните ќе биде на прво место. Владеачката СДСМ и коалицијата Живот во Македонија денеска митинг ќе одржат во Дојран, Валандово, Богданци и во Гевгелија.